Добро вечер, вие сте во Куќа на фудбалот. Наши вечерашни гости, директорот на македонската футсал репрезентација, Васко Скендеровски и нашиот фудбалски судија, не само во футсал, туку и во вистинскиот фудбал, Јосип Бартон. Ви благодарам што сте тука во Куќа на фудбалот. Фокусот на денешната емисија ќе биде футсалот и неодамна завршеното 10-то европско првенство во Словенија, но го мина во јавноста или во блиското минато, ако погодува кој наш ќе се појави на европско првенство, веројатно сите прстот ќе го впереа кон Васко Скендеровски, имајќи го предвид неговото искуство и вложување во футсалот, но прв наш македонец кој се појави на европско првенство е Јосип Бартон, како еден од судиите, па дури Александар Чеферин ви додели медала за тоа што бевте присутен на надпреварите во Словенија. Убаво е чувството веројатно да се биде дел од најдобрите. Тоа е нешто, најголемата желба во животот што која саках јас како фудбалски судија, да сум ја остварив со Европското првенство, со самото учество на едно големо, спектакуларно првенство. Колку е големо тоа надпреварување, имајќи в предвид каков е интересот во Македонија за таа игра? Па во Македонија е во нагорна линија моментално. Мислам дека е футсалот, ќе биде уште и подобро. Се надеваме сите. Сега имаме шанса, како и со репрезентацијата. Значи, после 4 години, Европското сега на 4 години ќе се одржува и ќе учествуваат 16 екипи, од кои сега 12. До сега беа 12. Сега имаме уште поубава шанса да учествуваме и ние со нашата репрезентација на едно големо надпреварување. Синоним од играчите за футсалот е португалецот Рикардиньо. Имавте можност да го гледате во живо на неколку метри од вас, од масата каде што седевте. Повеќе гледавте во играта и во односот на судиите или во мајсториите на Рикардиньо? Па јас бев таму задолжен за работата, не можев да го пратам доволно, толку многу. Јас бев за времето. За друга работа? Да, за друга работа. Морав да бидем фокусиран, значи, одговорна работа. И тоа е многу одговорна работа да умериш времето. Ама, како што го викаат Ел Маджико, португалците, сварно е маџионичар за својата професија што ја работи. Значи. А што е толку одговорно во да мериш време? Па со самото тоа, значи, кога ќе ја напушти топката теренот за игра, мора да остопираш времето. Кога ќе влезе да го рестартираш, да го отпочнеш од поново, да брои, што значи треба концентрација многу за тоа. Значи, кога се сведува на две копчиња. На две копчиња, да. Буквално на две копчиња, ама мора да има голема концентрација. Токму заради тоа и добивте честитки од Александар Чеферин, претседателот на УЕФА, за успешно завршената работа, да мерите време. Скендеровски, колку се големи овие надпреварувања? Вие сте дел од европските првенства години наназад, не знам дали бевте во живо на првото, 95-та или 96-та? Не, моето прво финале европско беше во живо 2003-та во Италија. Од тогаш немав пропуштено, ова е прво европско првенство кое што од оправдани причини семени не бев присутен на финалето, на сите други сум бил. Значи ова, па видете, тоа е еден настан кој што има посебна драж, како што каже и Бартон. Тоа е собирот на најдобрите репрезентации во футсал. За жал ние како репрезентација не успеавме да стигнеме на такво завршено надпреварување. Се надевам дека во иднина ќе успееме, не само ради зголемување на квантитетот на бројката од 12 на 16, туку и ради тоа што со текот на времето квалитетот на футсал во Македонија расте, евидентен е и успехот резултатски кој што го има репрезентацијата во последните 5-6 години. Да не забораваме дека завлакно низ бега Европското првенство 2016 година во Белград, кои што ние ги организиравме во Скопје, потоа оној чуден надпревар во Бари, кај што беше Италија и Словачка, тогаш бевме исто на чекор за пласман во баражот за светското првенство. Така да што како и да земеме, тоа е еден собир, ќе кажам, на најдобрите репрезентации кои што покажи ова првенство дека веќе футсалот по квалитет се изедначува помеѓу
поголем број на репрезентации, за разлика од порано кога сум бил присутен, однапред се знаело веќе кои ќе бидат финалистите уште на самиот почеток, кога имало и првенства со 8 репрезентации, па потоа 2010 се зголеми на 12 репрезентации, кој што првенство беше одржано во Унгарија, во Дебрецен и во Будимпешта, да еве веќе УЕФА конечно свати дека тој број мора да порасне, значи да биде на 16 репрезентации, затоа што футсалот се развива во сите земји, не само како што беше порано, нели, Шпанија, Италија, Русија и Португалија, кои што однапред знае дека едни од тие 4 репрезентации ќе бидат полуфиналисти, а тие 4 репрезентации ќе бидат полуфиналисти. Има многу изненадувања ова првенство. Ама и на ова првенство се сведе на репрезентациите кои години наназад се на врвот во футсалот: Русија, Казахстан, Шпанија и Португалија. Но во принцип да, Казахстан во последните неколку години, нели, со оние нивни бразилци 3-4 кои што ги имаат, но во принцип имаше доста и резултати кои што беа изненадување. Позитивно би рекол, на пример, Шпанија, кој што е 7-кратен европски првак, одигра во првото коло нерешено со Франција. 4:4. Имаше потоа Русија, Полска 1:1. Тоа се резултати кои што зборуваат дека евидентен е напредокот во квалитетот на футсалот и во други репрезентации. Исто така имаше Италија како двократен европски првак испадна во надпреварите по групи. Тоа се сето тоа резултати кои што даваат за право дека идното европско првенство ќе биде уште поинтересно и поизедначено. Како и да и на самиот почеток јас тврдев и бев убеден во разговор со моите пријатели дека Шпанија е еден од најголемите фаворити, но посебно ми е драго што Португалија го освои ова европско првенство, не само заради мојот голем пријател Хорхе Брас, кој што беше и мојот ментор при полагање на лиценцата за УЕФА футсал тренер. Селекторот на Португалија. Селекторот на Португалија, кој што после надпреварот разменивме неколку пораки, очигледно беше пресреќен. И заради тоа што се заокружи една спортска футсалска кариера на Рикардињо како најдобар играч, нели, во моментов на нашата планета, со освојување на титула. Секогаш вела дека најдобриот играч мора да има се освоено, па еве сега се заокружи тој успех на Рикардињо со освојување на европска титула. Поминали златната генерација македонски футсал играчи. Во минатото, кога немавме резултати со младинските тимови до 17, до 19, па и до 21 година, и кога репрезентацијата тонеше на FIFA листата, надежта ја гледавме во футсал репрезентацијата како еден адут за пласман на големо надпреварување. Не станавте првата репрезентација која замина на Европско првенство, тоа го направи селекцијата на Благоја Милевски, и сега е едно ново време, со нова екипа, со нови луѓе, кои не знам дали влеваат нова надеж. Па така, да, можеби зенитот на оваа генерација го постигнавме во квалификациите 2014 и 2015 во Бари. Очигледно е дека постои некој дисконтинуитет на квалитетот на нашите играчи кои што веќе за жал мора да одат во една футсал пензија. Можеби оваа генерација не искористи својата шанса, евидентно е тоа по резултатите кои што ги остваривме на последните 2-3 надпреварувања. Бевме блиску, но сепак не го направивме тој решавачки чекор. Но како и да е, мислам дека имаме потенцијал за едно големо надпреварување. Ако вашето прашање беше од типот на тоа дали оваа генерација не ја искористи шансата, односно помина времето, да, во правост. Оваа генерација мислам дека веќе го заврши својот надпреварувачки карактер од национален аспект. Мислам дека голем дел од овие играчи веќе нема да можат да ги да учествуваат на следните квалификации кои што, како што каже и Бартон, ќе бидат дури за 4 години, значи дури 2021, значи затоа што следното европско првенство ќе биде 2022, тоа е еден нов систем кој што УЕФА сега воведува и надпреварување од типот на U19 2020, а 2022 ќе биде европското за сениорските репрезентации. Но кажувам, сепак има некој костур на оваа репрезентација која што ќе остане од 2022. Новиот наш селектор, значи, мора да размислува во правец на повеќе во моментов работа на репрезентацијата до 19 години кои што ќе ја пратат квалификации за нецели 2 години. Тука ќе биде и квалификациите за светското првенство 2019 година во декември. Мислам дека со повеќе работа, со вложување во помладите категории, сепак ќе створиме една сериозно добра репрезентација која што ќе има шанси за пласман на едното европско првенство. Ги гледавте во живо сите надпревари на сите 12 репрезентации во Словенија. Може да
споредите дали Македонија во овој момент е кадарна да се носи со некоја од тие репрезентации, колку да имаме на чисто дали можеме да се надеваме макар и на бараж за едно големо надпреварување. Па, мислам дека имаме шанси да се надпреваруваме рамо до рамо со најаките, кога еве бев на мечот Словенија и Италија. Кога 3:1 победа за Словенија. Кога испадна италијаните, никој не веруваше дека може да испадне Словенија да ја добие Италија. Ете ја доби. И тоа со преврат 1:0 за италијаните, 1:3 за словенците, пошто они као домаќини беа гости на тој надпревар. Јас мислам дека може. Како што рече и директорот Васко, треба да се подмлади секако репрезентацијата. Тука сега има и добри надпреварувања. Значи здраво заготово да не го сваќаме тоа што јавноста на некој начин го вели. Ако го нема Скендеровски во македонскиот футсал, нема да може да се надеваме на некој голем резултат. А потоа ќе дојдеме до тоа новиот селектор што спомена Скендеровски. Па мислам дека и така Васко доволно дал за македонскиот футсал. Многу дал. Се сложувам со тоа. Браво за него. Да имаме повеќе, еве и Ама не дојдовме тука на ова место да го фалиме директорот на репрезентацијата и спонзорот на Велес, претходно на Железарец, туку да ја сватиме реалноста, дали може да не биде во иднина и дали може да се надеваме дека можеме да бидеме дел од тие 16 репрезентации кои ќе бидат 2022. Јас мислам со работа, голема работа, можеме да достигнеме. Зашто еве и репрезентацијата до 21 година никој не веруваше дека Боби Милевски ќе успее. Ете успеа. Значи голема чест е тоа за еден селектор, за една репрезентација да успее да дојде на едно европско првенство. Браво и за фудбалската федерација што овозможува такви услови да достигне до тие резултати. Благодарност со судиската организација ни дозволува услови, некои семинари, учиме, разбираме. Значи тоа се се средства што ги уложува фудбалската федерација. Скендеровски, нема да бидам остар ако кажам благодарност што натурализиравте 5 мина бразилци, 2 шпанци, 1 португалец и што не однесовте на европско првенство? Па да, вака сега, кога веќе зборувавме на таа тема како е начинот за пласма на европско првенство, за жал во футсалот има еден, според мене за жал, еден инстант рецепт за успех, а тоа е купување на бразилци. Тоа го направи и Романија во случајот, Казахстан до полого време, Азербеџан исто така полого време, Русија како 2 пати вице првак на Европа има 4-5 бразилци, Италија има оние кои што не знаат повеќе од 5-6 бразилци во својата репрезентација. Постојат два начини на како можеме ние како репрезентација се пласираме. Тоа е, како што кажав, првиот начин е инстант рецептот, а тоа е купување на бразилци кое што јас секогаш сум го негирал и никогаш не сум сакал да биде тоа патот до успехот, односно патот до пласманот на едно европско првенство. Тоа можевме да го направиме, но не сакав да го направам свесно затоа што тоа нема да ја даде вистинската слика за квалитетот на футсалот во една земја. Што се однесува до вториот, а тоа е работа и вложување во млади категории, тоа беше мојот принцип на работа кога сериозно вложува во футсалот, а тоа е пред неполни 5-6 години, кога и Железарец пред 3 години, не забораваме, беше шести во Европа, исклучиво со македонски фудбалери, футсалци, со еден натурализиран македонец, а тоа беше бразилецот Даниел де Суса, кој што се уште е актуелен репрезентативец, но мислам дека овој вториот систем на работа во млади категории, вложување во млади категории носи сепак подолгорочен успех, затоа што она со купувањето на бразилците, купувањето на португалци и така натаму, на оние кои што вистински без душа би рекол би го носеле, вистински и ајде да не речам без патриотизам би го носеле дресот на таа репрезентација, мислам дека за мене нема посебна драж. Иако е можно така, значи еве јас секоја чест капа им симнам на сите репрезентации кои што стигнале на едно европско првенство, но мислам дека и затоа посебно се радувам сега во случајот за Португалија, затоа што Португалија беше една од ретките репрезентации заедно со Словенија, Србија и Полска, да речем половина од репрезентациите кои што нема ниту еден натурализиран странец. Така да јас не би одел по тој пат, јас сепак би бил упорен и доследен на мојот стил на работа, на мојот принцип, а тоа е вложување во млади категории и изготвување на играчи кои што ќе бидат наши,
од ова поднепе, затоа што сум убеден дека имаме и квалитет и талент да направиме една кадарна репрезентација. И сето тоа во теорија е одлично. Еве работите нова приказна со Велес, која започна пред 3 години. Претходно бевте во Железарец. Рековте, 6 во Европа, најголемиот резултат за македонскиот футсал. Не знам дали некогаш повторно ќе бидеме 6 во Европа. Колку во Велес се заинтересирани младите за да бидат дел од таа футсал приказна? Добра, Да не бидат во првиот тим, меѓутоа да започнат да се занимаваат со таа игра. Добро, сега да не го гледаме индивидуално како проект КМФ Велес, има и други добри клубови во Македонија, да речеме и Шкупи, еве да речеме неколку други клубови кои што Ако сериозно чувствувате потреба дека може да зборувате за другите клубови, слободно. Не, генерално јас би го тоа повеќе би го генерализирал како прашање, а тоа е вложувањето во млади категории, затоа што јас често пати имам конфронтација со Комисијата за мал фудбал, со футсал при Фудбалската федерација на Македонија, а тоа кажувам секогаш дека Македонија, односно Фудбалската федерација, односно Комисијата за малиот фудбал во Македонија мора да воведе систем за младински категории на надпреварување. Затоа што без тоа зборуваме за едно надпреварување кое што содржи проформа квантитет 10 екипи во прва лига, 10 екипи во втора лига. Но во принцип јас уште бев поборник за вложување, за воведување на правилото за двајца млади играчи под 21 година. Тоа го прифатија како комисија, но мислам дека мора да се вложува во млади категории. Генерално зборам, значи на целата територија на Република Македонија, на сите футсал клубови, како што се правилата впрочем и во овие наши соседни земји. Значи секој клуб кој што сериозно сака да се надпреварува во едно надпреварување како што е прва лига во футсал, мора да постојат млади категории, мора и тие на тоа исто рамниште да се надпреваруваат и само така можеме да гледаме перспектива во овој спорт. Што се однесува до КМФ Велес, имаме ние неколку млади играчи, впрочем овој тим е многу помладен во однос на минатата година, значи скоро 7-8 играчи не се од минатата сезона, кои што ги пуштив додат во странство. Може би за нив како интернационална кариера е подобро, за клубот е драстично ослабен, но имаме идеја за футсал школа, која што се надевам дека брзо ќе се реализира. Интерес би рекол дека нема голем, затоа што нели гледајќи ги оние звезди на телевизија како што се Роналдо, Меси и така натаму, секогаш младите деца го замислуваат својот спортски пат, својата кариера во тој правец, а потоа нели од кога ќе видат дека не може да се надпреваруваат во големиот фудбал, овој футсал го гледаат како некоја бекап варијанта, како алтернатива. Но се надевам дека ако малце ги поставиме работите на подобри темели, мислам дека ќе имаме и млади категории. Еве сега впрочем УЕФА од следната година значи го воведува и Европското првенство U19, шанса и обврска нели на селекторот на футсал репрезентацијата да и селектира добри играчи. Да не забораваме дека 2008 година кога ние бевме домакини на една квалификацијска група за репрезентација до 21 година, јас тогаш упорно работев со една селекција родени 87 и 88 година, која што потоа даде 4 до 5 репрезентативци во А националниот тим. Веќе не е бомбастичен насловот ако Велес загуби надпревар во домашното првенство. Бартон, ти си дел од надпреварите во футсал кои се играат секоја седмица. Колку, Бартон, е изедначено, колку е квалитетно македонското првенство? Па македонското првенство добива на квалитет сега со клубовите. Минатата сезона шампион стана Шкупи. Никој не веруваше дека ќе стане, но стана. Сега уложуваат во Штип, многу исто во футсалот, донираат, помага и општината, како што слушам од кулуарите. Од кулуарите, да, дека донира и општината им помага на клубовите. Значи, ќе добие многу голем квалитет и мислам дека ќе успееме ние 2022 година да се пласираме на едно големо европско надпреварување. Еве прашање од твојот домен. Колку е тешко да бидеш судија на надпревар Шкупи против Велес или Шкендија против Шкупи, а Стибо против Велес? Па, значи, драше за секој судија сака да го суди дербито, што се игра во неговата држава. А во нашава држава се Шкупи и Велес, два најдобри клубови, значи. Дражот е голем, публика, притисокот,
Значи, они се прави професионалци играчите во овие два клуба. С другите се, мислам дека се помалце аматери се, да кажам аматери, него полупрофесионалци. Алудирав За разлика на притисокот кој го носи надпреварот. Секој погодок е битен, една победа и веројатно е крај на приказната за шампионската титула. Така е, тачно, крај на приказната. Минатата година Велес водеше се до самиот крај, но нерешениот резултат му одговараше на Шкупи и се пласираше во Лигата на шампиони во футсал. Скендеровски, колку е битно за вашиот клуб да добие ривал кој што може да му откине бот, да му земе победа, да му земе шампионска титула? Испаднавте годинава и од Купот на Македонија, убедливо поразени од Шкендија. Да, сосема заслужено. Па да, како што кажавте, во секој случај јас секогаш сум тврдел дека тезата квантитетот го подобрува квалитетот е точна. Мене ми е многу драго што се појави уште еден сериозен клуб. За жал, Железарец долги години немаше никаква конкуренција, првенството беше решавано уште во првите 7-8 кола, кога разликата беше по неколку бодови, па на крајот завршуваше со по 20-30 бода разлика во однос на вториот. Во секој случај, појавата на уште еден сериозен клуб е добро. Се надевам дека во иднина ќе има уште неколку такви сериозни клубови, што како Велес и Шкупи ќе бидат равноправни во квалитетот со овие две екипи во борбата за титулата, затоа што знаете како 2 или 3 надпревари можеби не е вистинскиот рецепт да се реши првакот во Македонија. Јас дадов предлог и до комисијата за мал фудбал, кој што се надевам дека ќе биде усвоен, како и од управниот одбор на Фудбалската федерација, веќе да се промени системот на надпревари од ината година во првата футсал лига, а тоа е да се воведе плей-оф и плей-аут, кој што сигурно многу повеќе ќе ги мотивира и останатите екипи да ја гледаат шансата за освојување на првото место, кое што за жал до сега во футсалот само првото место води во патот кон Европа. Така да мислам дека е добро тоа што Шкупи се појави како сериозен тип кој што има доста добри играчи, има сериозни инвеститори, има добар тренер и солидна управа. Во тој контекст мислам дека она што го каже Бартон, јас само би го дополнил дека до сега, до пресекот на ова првенство, кое што беше, да речеме, во една мини пауза, Кратово, дури како екипа, успеа да им откине 3 бода на Шкупи и 2 на Велес. Значи, тоа е екипа која што сериозно, тектонски го пореметува нечи, да речем, математиките или, не знам, калкулациите на овие два клуба. Значи, тоа е екипа која што може би да го реши идниот првак. Значи, не остануваат само надпреварите помеѓу овие две екипи да решават. Може да се случи, не знам, утре екипа од Штип или екипа од Валандово, од Стојаково да го реши првакот. Тоа е добро. Тоа е во принцип добро затоа што ја секогаш кога сум Не е добро судија кога го решава на првакот. Апсолутно не. Мислам дека ние имаме квалитетни суди. Не алудирам на Не. Во секој случај мислам дека ние имаме квалитетни суди кои што се на достоинството и на квалитетот на нашите дерби надпревари. Мислам дека и сите надпревари кои што се од, речем, условно речено, како што го формулира Фудбалската федерација, од висок ризик, имаме квалитетни суди, и Бартон, и тука е и Петар Мантев, и Маријан Младеновски, сите интернационални футсал суди, можат да ги носат тие надпревари на свој грб. Но ќе кажам, добро е да се зголемува бројот на квалитетни екипи, добро е да се вложува, затоа што само тоа може да ни донесе и напредок. И јас секогаш го гледам она што го зборуваме како квалитет во нашата лига, го гледам како еквивалент на квалитетот на репрезентацијата, затоа што без тоа ние никогаш нема да имаме квалитетна репрезентација. Толку ве разочара начинот на кој што Италија и Словачка одиграа нерешено, а Македонија не замина во бараж за светско првенство. Победи Словачка, а Македонија не замина во бараж за светско првенство, па рековте селекторската работа никогаш повеќе нема да ја вршам? Да. Тоа беше клучен момент за мене. Јас искрено селектор бев од 2002 година февруари до 2016 односно јануари, кога дадов оставка. Тоа беше клучниот момент. Да, јас бев убеден дека едно од тие две надпреварувања, односно квалификациите во Скопје кои што беа за Европското првенство во Србија и квалификациите кои што беа во Италија за светското првенство 2016 година во Колумбија, беа наша шанса за пласмане на големо надпреварување, тоа го тврдев и секогаш нели мора да постои одговорност кај луѓето. Јас тоа го чувствував како моја морална одговорност дека ако не успеам на тие две големи надпреварувања да се пласираме како репрезентација, да дадам оставка. После она што го направивме во Скопје, односно
несрекниот нерешен резултат со Унгарија кога примевме гол во последните секунди автогол и не се пласиравме нели на европското првенство во Србија. Втората шанса е гледа во Бари. Мислам дека тогаш го имавме максималниот зенит, постигнато квалитетот на играчите, созреаноста, мојата желба за успех и после она што се случи бев комплетно разочаран кога не верував дека Италија ќе игра така калкулантски со Словачка и ќе изгуба дома како актуелни европски прваци. Во тој момент беа од Словачка дома 1:2. Тоа е прели мојата чаша и реков дека повеќе никогаш нема да бидам селектор на футсал репрезентацијата и стојам на тој збор и мислам дека секој човек во животот, во секоја професија која што ја врши, ако нема резултати мора да понесе одговорност. Така да јас ја понесов таа своја одговорност. Има нов селектор кој што јас исклучително го ценам, кој што мислам дека има и квалитет, и познавање, и потенцијал да напредна нова репрезентација. Јас сум тука секогаш да помагам со моите контакти и моите релации со УЕФА и со многу други добри квалитетни европски репрезентации да направам се што е можно нашата репрезентација да постигне подобар успех. Барто, која е целта за тебе како футсал судија? Сега влезе меѓу најдобрите, веројатно да бидеш еден од главните на паркетот на некој европско надпреварување. Па се надевам дека сега ми се отворија уште повеќе вратите. И се надевам дека можам да успеам да стигнам. Ако си означен како најдобриот македонски футсал судија, тоа значи дека ќе бидеш дел од секој дерби надпревар во Македонија, претпоставувам. Па така е, се надевам и јас, но тоа не зависи од мене, зависи од комесарот за делегирање на судии. Од него зависи, а се надевам дека можам и да учествувам на светското првенство кое ќе се одржи, треба во Јапан да се одржи, колку што знам. Тука се и Нов Зеланд, конкуренти, ќе видиме сега за кого ќе се одлучи, за која земја. Словенија беше најдобриот домакин на едно европско надпреварување? До сега да. И мислам дека Па јас не бев во Словенија овој пат, меѓутоа имало многу европски првенства кои што биле на едно високо ниво организирани. Според мене Унгарија беше 2010 исто феноменален домакин кој што ги имаше сите услови. Тогаш прв пат да не забораваме беа 12 репрезентации после Португалија 2007 година кога последен пат беа 8 репрезентации. Исто така и Србија и Хрватска, исто Хрватска имаше прекрасна организација 2012 кога беше постигнат, да не забораваме, рекордот едно финале, а тоа е преку 15.000 гледачи во салата во Загреб. Претпоставам дека и словенците, кои што се мои добри пријатели и претседателот на футсалот Стане Кокаљи, Андреј и селекторот, претпоставам дека сигурно има организирано прекрасно европско првенство. Сигурно и УЕФА има причина заради која што Словенија, Хрватска, Србија беа домакини на големи надпреварувања, земји од нашето окружување. Па да не забораваме дека и Македонија во последните три европски првенства е кандидат. Најблиску бевме 2012 година, за оние кои што можеби не ги држи добро помнењето. Македонија влезе во она финална рунда во одлучување помеѓу Хрватска и Македонија. Значи тогаш имаше три кандидати, тоа беа во она, да речеме, последната тројка беа Македонија, Белгија и Хрватска. После инспекцијата на УЕФА останавме ние и Хрватска, која што бордот на УЕФА, извршниот комитет на УЕФА конечно донесе одлуката Хрватска да биде домакин. Потоа повторно бевме конкуренти, така да и за ова европско првенство во Словенија, исто така Македонија и Романија беа кандидати за организација на едно европско првенство. Сега УЕФА малку го смени системот на надпреварување на европското првенство, за разлика од порано кога бара. Затоа и 2012 може би изгубивме тоа европско првенство кога бевме на чекор да го добиеме. Тогаш се бараа два града домакини организатори. Хрватска имаше да ги понуди Загреб и Сплит со одлични сали. Ние имавме само Скопје и за жал Охрид кој што не ги исполнуваше условите на УЕФА. Тогаш јас бев во таа комисија од УЕФА, кога со гостите од УЕФА ги посетувавме салите. Но потоа од 2014 година се смени системот и се игра само во една сала во еден град. Може би тоа не е малку предност наш сега со имаме една сала која што да речеме или две сали кои што ги исполнуваат тие критериуми, но УЕФА сега постави малку еден повисок критериум, а тоа е после европското првенство во Хрватска кога се собраа 15.000 гледачи на надпревар, па УЕФА може би ги постави повисоки стандардите со капацитетот на салата. Но мислам дека Македонија без разлика дали ќе биде организатор во иднина или ќе ни со оној надпреварувачки циклус има реални шанси да се пласира. Кој ќе биде шампион на Македонија? Тешко прашање, не знам, зависи од клубовите тоа. Ви благодарам што бевте дел од куќа на фудбалот. Јас се надевам дека футсалот ќе биде наша убава приказна во иднина. Имало моменти кога се радувавме во минатото, ги знаевме барем
5-6 од репрезентативците кои беа дел од составот на Скендеровски или на Иван Божовиќ, да се гледаме за убави работи. Ви благодарам што бевте гости во Куќа на фудбалот. Благодарам на вас. На вас. В среда започнува 19-тото коло од првата македонска фудбалска лига. 5 надпревари, сите гледајте ги во живо на tv.ffm.mk. Добра ноќ.